Ви благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитуван колега Коле. Внимателно ве следев и сакам да уште на почетокот кажем дека имаме спротивни гледање, спротивен став од вашиот. Вие во вашата дискусија покушавте да се оно што треба да го кажете како пратеник од позицијата, да го фалите буџет, тоа и го направите. Меѓутоа, јас сакам да го кажам моето мислење, односно да ги изнесам моето мислење, кое мислам дека е реално, дека е објективно. Воопшто не се согласувам со вас кога велите дека овој буџет е развоен. Мислам дека, сакам да ја кажам вистината, дека не лажам, а тоа значи дека овој буџет според мене и според мојата партија, Социјалистичка партија, не е развоен, односно е преамбициозен, преобемен и инфлаторски е овој буџет. Во услови кога куповната моќ на граѓаните знаеме каква е, минимизирана е, во услови кога стопанството врзува крај со краишта, дали и во услови кога имаме повеќе видови на кризи, дали може да се овој буџет обезбеди во висина од 5,3 милиарди. И затоа велам, ово според мене се битните фактори од кои зависи формирањето на буџет. Морам да кажем и да потенцирам до вас, пратениците од позицијата, дека превземате, односно и владата, превзема една сериозна задача за остварувањето на овој буџет. Што мислам дека тешко овој буџет дека ќе се реализира и затоа мислам дека нема да мине долго време да отпочнете со размислување да се прави ребаланс на овој буџет. Дека навистина вие сите буџети до сега што ги изсувате во последните години, 2020, 2021, 2022, 2023, за сите буџети велевте дека буџетите се разведни. Меѓутоа, јас доаѓам од Кратово, веднаш ќе ви кажам дека такво нешто ние, граѓаните од Кратово, не почувствува. Кратово веќе слободно можам да кажам дека во изминатите 4-5 години е оставено на маргините на развој. Споменавте вие, не го споменавте Кратово нормално, но го кажете дека многу сме поднели амандмани. Амандманите ние не ги поднесовме ради формалност, амандманите ги поднесоме ради тоа што е неопходна потреба на граѓаните. Поднесов ја огромен број на амандмани, меѓутоа за жал... Заврши времето. Контрреплика Коле Чаракчиев.